Добро утро секое утро и од мене, од нашата мала лабораторија. Знаеме дека сите се соочуваме со еден тежок период, со војна со еден заеднички непријател, коронавирусот. Неодамна Светската здравствена организација излезе со препораки како да се справиме со овој вирус, односно како секој индивидуално да придонесе во тоа да го снема COVID-19. Ке треба да ги почитуваме сите оние препораки на надлежните, а една од тие е редовно миење на раце и дезинфекција на нашите дланки, бидејќи на тој начин ги уништуваме бактериите кои што се наоѓаат на нашата кожа. Да, има недостаток на средства за дезинфекција, па воедно една од нашите препораки е дека можете да си направите и дома средство за дезинфекција, односно во следните неколку минути јас ќе ви покажам како се прави антибактериски гел во домашни услови. Зошто е тоа корисно? Корисно е затоа што можете да направите во поголема количина, што значи можете да си го распределите во повеќе шишенца, да задржите дел за дома, дел во мало шишенце во џебот или во чантата кај дамите и на тој начин многу ќе ве чини поисплатливо отколку да купувате постојано нели од продавниците. Колку и да ви се изгледа невозможно, многу е едноставно да направите антибактериски гел во домашни услови. Ви требаат само 3 намирници. И тоа, ви треба алкохол, потоа ви треба алоe вера гел и есенцијално масло за мирисот на смесата која што ќе ја направиме да биде попријатна. Воедно, за да ги користиме сите овие намирници, треба да биде нели тоа во 1 сат, сите намирници да ги ставиме во 1 сат, со помош на мералка всушност мериме точно и прецизно колку милилитри е потребна доза од секој производ и воедно користиме и инка, а доколку сте доволно прецизни за да ја префрлите смесата во шишето кое што сакате да го користите, може да не користите инка. Ние земавме веќе употребено шише од антибактериски гел кој што се потроши во нашиот медиум, во нашата телевизија и ќе го искористиме ова шишенце за овој пат да го направиме сите овие работи, односно да ги соединиме во едно. Пред да започнам со соединување на смесата од овие 3 производи, добро ги измив рацете, затоа што треба да бидат чисти и суви. Ќе нанесам ракавици за една употреба, со цел безбедно и чисто да го направам експериментот. Воедно ќе ја нанесам и мојата маска, ќе се обидам тоа да го направам прецизно како што треба. И започнуваме со подготовката. Како што споменав, ви е многу едноставно. Ја земаме мерилката и ставаме алкохол. Алкохолот во содржината која што сакате да ја направите, треба да содржи 60%. Ние ќе ставиме 60 милилитри алкохол. Значи, како што кажав, ставаме 60 милилитри алкохол. Го сипувам во стаклениот сат. Потоа ви е потребна количина на алоe вера. Ставаме 50 милилитри алоe вера. Бидејќи е густо. Точно 50 милилитри алоe вера гел. Го сипуваме во садот. Промешуваме. Ќе го приближам за да забележите како се соединуваат алкохолот и алоe верата. Затоа и одбравме стаклен, прозирен сад, за да можете да забележите точно како ги нанесуваме намирниците. И на крајот се става есенцијално масло по ваш вкус, значи можете да одберете било какво есенцијално масло во зависност од тоа како сакате да ви мириса смесата и ставате од 5 до 10 капки. Повторно мешаме. Споменав дека се става минимум 60%
проценти од смесата треба да содржи алкохол, за да го имате посакуваниот ефект, бидејќи во спротивно нема да добиете посакуван ефект. Сега смесата можете да ја нанесете во шишенцата. Споменав, ние правиме сега помала количина, нас не излеза волку. Но вие можете да направите многу поголема количина, односно да не правите често, направете еднаш. Откако го направивме антибактерискиот гел, ќе ги извадиме ракавиците, да го нанесеме. Сега тука во близина немам корпа, но подоцна ќе ги фрлам ракавиците. Нанесуваме мала количина и триеме 3 до 4 минути. Експертите, односно научниците, кажуваат дека е потребно да се нанесе на кожата 3 до 4 минути за тоа да биде правилно. Ви препорачувам антибактериските одлично мирис, има преубав мирис. Јас одбрав инаку на есенцијално масло со мирис на орев. Направив мала количина за мене, но секако ќе го оставам во телевизијата да го користат и моите колеги. Антисептиците не се користат премногу често, би сакала тоа да го нагласам, посебно не за иритирана кожа, треба да бидете внимателни при користењето. Всушност антибактерискиот гел е во замена доколку немате услови во близина да имате чешма со вода и сапун. Во такви услови чувајте си во вашата чанта или во вашиот џеп и користете ги антисептиците. И би сакала уште да кажам дека кога ќе го направите, чувајте го на безбедно и суво место, далеку од дофат на деца. Ви благодарам што не гледавте и се надевам дека ќе ви помогнеме да направите нешто дома.